Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски заедно со градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов, пратеникот Миле Левков и директорот на комуналното јавно претпријатие Водовод Иван Иванов денеска присуствуваа на пуштање во употреба на потисниот цевковод од Грдовски Орман до градот Кочани, што представува една од најзначајните инвестиции во постоечкиот систем за водоснабдување. Зборувајќи за капиталниот проект долг 2,25 километри и вреден 44,5 милиони денари, градоначалникот Папазов меѓу другото изјави. Објавуваме завршувањето на проектот за изградба и реконструкција на главниот потисен цевковод во должина од 2,2 километри, вредност околу 44,5 милиони денари, со што добиваме еден стабилен систем за водоснабдување, ги намалуваме загубите и во делот на можноста земјоделците да пристапат до своите земјоделски површини со почеток на сезоната за наводнување. Обврската на општина Кочани беше да ја спроведе постапката на експропријација на трасата по која се изведуваше овој проект и обврска ќе биде заедно со изведувачот на работите да се вратат парцелите во правовитната состојба. Ваков проект се реализира еднаш во 50 години и очекувам бенефитите да ги почувствува и комуналното јавно претпријатие Водовод, општината Кочани и граѓаните на општина Кочани. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски истакна дека ваквите проекти се од исклучително значење за граѓаните, бидејќи влијаат врз подобрувањето на квалитетот на животот, а исклучително важно е што се реализира за само 4 месеци. Добро, исклучително значен момент за жителите на Кочани. Како што кажа градоначалникот, ваква работа се случува еднашка во неколку децении. Со ова ќе се намалат драстично техничките загуби во самиот цевковод, а жителите на Кочани ќе добијат поквалитетна вода, која што е од особено значење нормално за нивното нормално функционирање. Тука бевме на почетокот на активностите таму некаде во декември месец. Еве сега сме во април месец и можеме да кажеме дека за помалку 4 месеци е изведена целата траса и сите техничко-технолошки зафати кои што се неопходни за да се добие на функционална целина. Општината исто така во делот на административните работи безпрекорно ги завршува своите активности. Очекувам да се продолжи понатаму со реконструкција нормално на водоводниот систем. Зборувавме тука и со градоначалникот, и со директорот, и со останатите лица дека присутни за како да се оптимира производството, при тоа да се намалат трошоците за да се задржи при исклучително високата цена на енергенсите, ниската цена на водата. Одговорните во комуналното јавно претпријатие Водовод велат дека со новото поврзување и инсталации ќе се овозможи квалитетно водоснабдување на градот Кочани и уште неколку населени места, а при тоа ќе се намалат загубите на вода и ќе се рационализираат тековните трошоци.